На 16 јануари, во студијето на МТВ се организираше хуманитарна емисија, аукција за собирање средства за настраданите од катастрофалното цунами во Азија. Во емисијата во живо, во која гостуваше речиси целата македонска естрада и уметници, 12 часа се одговараше на отворените телефонски линии од донаторите Македонски телекомуникации, Мобимак и Космофон. Пијанистот Симон Трпчевски го продаде новото CD издадено од Еми за 27.000 денари, а комплет од 20 CD-а на Синтезис се продадоа за 20.000 денари, додека насликан портрет на Есма Реджепова се продаде за 5.000 австралиски долари на македонец од Сиднеј. Во 2005 година, Советот на Европската Унија донесе одлука на Република Македонија да ѝ се даде кандидатски статус. По цели 15 години од стекнувањето на независноста, по сите внатрешни премрежја и конфликти, Република Македонија конечно се здоби со статус од земја кандидат за членство во Европската Унија. Стратешка цел на Македонија е членството во Европската Унија и НАТО. Кон Европската Унија постои една голема посветеност затоа што од она што го имаме досега во целиот тој процес укажува дека тоа е единствен начин, на доброволен начин да се согласите да го менувате вашето општество, да ги менувате навиките во функционирањето на институциите и доброволно да прифаќате промени во политичката, економската, социјалната сфера. Генерално 2005 година Македонија беше подинамично скроена, порешителна во реформирањето, го задржа темпото од 2001 кога добивме договор за стабилизација, па потоа решителниот и брз одговор на речиси 3000 прашања, што зборуваше за капацитетот на тогашната администрација, па и сега на дел од државната управа да одговори на тие сложени акија и прашалници. Тоа се реформи кои имаат за цел да доведат на вистина живот кој доликува на генерациите на денешното време. Значи, затоа Европа е многу повеќе од она институционална рамка која ние ја доживуваме преку реформите. Поднесувањето и прифаќањето на поднесокот на Република Македонија од страна на меѓународната заедница и на Европската Унија одеше многу глатко. Се направи во Ирска, во еден народ кој има големо разбирање, односно кај еден народ кој има големо разбирање за македонските трауми, самиот поделен, обесправен во еден свој дел и така натаму. Во тој момент Грција немаше таков ултимативен, ригорозен став, дозволи да се направи тој исчекор. Мислам дека Грција во тој период процени дека е се уште рано да ја започне блокадата, затоа што имаше можност тоа да го направи кога ќе треба да се додели датум за почеток на преговори и веројатно не сакаше уште во тој период да започне една конфронтација која што секако си има своја цена и за самата Грција, затоа што колку и да ние трпиме одредена политичка штета заради проблемите со Грција и самата таа има еден политички притисок. Не беше едноставно, меѓутоа во контекст на тогаш поставените интересни групи на Европската Унија се успеа да се изнајде некаков модалитет да и се даде на државата кандидатски статус, дури со нотирана неспремност на нашата држава за овој кандидатски статус. Имено добивме кандидатски статус, но без датум за отварање на преговорите, што значеше дека се уште има дел од домашната задача за исполнување. Таа одлука беше логичен след на нештата од 2001 година до 2005, мислам дека имаше еден нормален, следователен развој на односите на Република Македонија со Европската Унија. И тоа во констелација која што не е многу различна од таа што е денес. Тој беше резултат на тоа што тогашната влада направи многу чекори во делот на спроведување на Охридскиот рамковен договор. Немаше некои други значителни реформи во државата надвор од оние кои што беа дел од спроведувањето на рамковниот договор. Беа направени чекори кои што беа дури повеќе отколку можеби што беше потребно согласно Охридскиот рамковен договор и
во тој контекст Европската унија, која што тоа го поддржуваше, сакаше да го награди тоа. Прашањето за добивање на кандидатски статус за Македонија не зависи само и исклучиво од перформансите на општествените трансформации, туку зависи од политичката волја и од стратегискиот интерес на членките на Европската унија дали ќе продолжат со интензитетот на проширувањето, дали дефинитивно својата граница ќе ја доведат до Балканот или вклучувајќи ја и Турција или ќе останат на периферијата некаде до Хрватска. И тоа беше на некој начин евеви награда затоа што го направивте ова со Охридскиот рамковен договор, меѓутоа бидејќи друго не направивте, други реформи и напредоци, ќе почекате за датум за преговори. Статус кој представуваше сериозно признание на граѓаните на Република Македонија за сите напори кои заедно со одговорните државни органи ги вложија во функција на исполнување на потребните критериуми. Европа е едноставно стил на живот. Да дојдете да станете човек кој ќе биде почитуван, да бидете човек кој живее од 21 век, кој може да влезе на пазарот на трудот, да влезе на широкиот отворен простор, да се надпреварува, да се докажува и да го освојува она што му припаѓа. Но за да се постигне тоа, не е доволно само политичките елити да се договараат меѓу себе или пак политичките елити да тврдат дека имаат некаков си договор или основа за договор да спроведат одредени политики. За да се постигне таа цел, треба да вложат или да придонесат сите општествени структури. Главно Република Македонија, барем од Европската унија, се сметаше дека ќе добие значаен поттик со ваквиот кандидатски статус, на тој начин што потоа ќе се овозможи забрзување на темпото на реформите. За жал немаше други видови на реформи, значи реформи во економијата, во правниот систем, реформи во пооделни сектори, земјоделието, образованието, здравството и така натаму, така што Европската унија беше свесна на тоа. Всушност, кандидатскиот статус или моментот на добивање беше едно зацкривање под тепих на вистинските проблеми и тоа се покажа во наредните години, кога на Македонија и треба уште добри 2 години за да си ги дозаврши домашните задачи, за да може да продолжи понатаму кон следниот чекор, а тоа е добивање на позитивно мислење за отварање на преговори. Целата постапка околу официјалното добивање на статусот на земја кандидат започна уште во февруари истата година, кога владата на Република Македонија официјално го достави одговорот на прашалникот на Европската комисија. Неколку месеци подоцна, владата и официјално до Брисел ги достави одговорите на дополнителните прашања. Тоа е единственото собирање, значи единственото собрание на Република Македонија во која имаше политички диалог, која возможи промена на уставот, донесување на двотретински закони, кои донесоа на Македонија потоа голем напредок во доближувањето кон Унијата и за среќа по изборите, кога ВМРО ДПМН се врати во коалиција со други, јас веќе не бев пратеник, партии успеа тој тренд, таа нагорна линија да ја изведе до крај. Според мене, проценките дека Македонија може да стане во одреден временски радиус до 2020-2022, а почнавме со 2012, зборува практично не само за тоа дека и ние немаме се уште постигнато вистински капацитет на трансформации на општествениот живот, според некои европски стандарди и мерила, туку и на тоа дека и во Европската унија има одреден степен на исчекување и тактизирање. Така што во декември 2005 година се даде кандидатскиот статус и за прв пат бевме земја која што доби кандидатски статус, а не доби датум за почеток на преговорите. Зошто тоа беше така, може би повеќе знаат луѓето кои што во тој период беа на власт, но знам дека дотогаш сите земји што добива кандидатски статус, веднаш добива и датум за почеток на преговори. Со очекување и во Брисел, и во Скопје, и кај македонските граѓани дека во некој разумен рок во следните година до 2 ќе почне и процесот на преговарање
и знаејќи ги од прилика како се движат периодите на преговарање, особено на земји со димензии слични на нашата, постоеше некој очекување дека до 2010 година Македонија може да биде дел од Европската Унија или многу близо до Европската Унија. Една од можните причини е затоа што кандидатскиот статус беше на некој начин даден само заради направените чекори во Охридскиот рамковен договор и Европската Унија не гледаше други реформи. Значи, таа даде политичка подршка на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор или политичка награда, ако сакате, но истовремено ја закочи работата за датум за преговори, затоа што сметаше дека потребно е да се направат и останатите реформи. Знаете што? Кога ќе заминете во Словенија или во било која средноевропска земја која е членка на Европската Унија и по патиштата ќе ги разпознаете разликите меѓу Македонија и Европа. Кога ќе ги видите руралните места на Словенија кои имаат стопански двор, па потоа имаат економски дворови, а пред своите дворови куќи имаат вистински паркови од зеленилови, зборува за сосема различното ниво на културолошко, социолошко, па и урбано живење. Но радоста беше поматена од еден навидум беззначаен настан – Кондово. Ова е униформата на полицајците. Знам дека се добри. Што да ни помогна за се што треба. Вака стојат работите во Кондово. Изјавата на најмладите треба да ја чувствуваат за своја и постарите жители. Лошите сенки од пред Нова година да се тргнат настрана. Стојбата е нормално добра, патролираме нон-стоп, зависи од смените. Прва смена, втора, трета, нон-стоп има полицајци, имаме соработка со народот. Довербата полека ја враќаме и многу ни помогна реализацијата на проектот полициско работење во соработка со заедницата. Жителите на Кондово, работејќи ги дневните домашни обврски, скромно го коментираат животот во нивното село. Све е добро, нема проблем во Кондово. Све тој што беше, све добро. Настаните кои во текот на 2004 година се случуваа околу ликот и делото на Агим Красничи, само наречениот командант на Кондово, продолжија и во 2005 година. Медиумите во Македонија повторно почнаа да јавуваат дека Красничи и неговата вооружена група повторно се појавиле во Кондово. Со оглед на искуството и начинот на кој е организирана и функционира македонската држава, а тоа значи кој е капацитетот институционален на оваа држава, секогаш и се би можело да ја дестабилизира. Во тој контекст и настанот во Кондово можеше да има импликации безбедностни пошироки. Некако ние навикнавме на такви инциденти во постконфликтниот период и не ни беше нешто ново, да кажеме. Иако за секоја нормална држава тоа би било ненормална ситуација. И ситуација која може да се окарактеризира како апсурдна и која навистина не би требало да се случи. Значи, времето кога се случи е брзо после така наречената војна со ОВК или со УЧК, немаше амбиент за да прерасне во нешто крупно, иако можеби креаторите на тој настан мислеле дека ќе предизвикаат таков ефект. Полицијата или нема докази, или не интервенира. Овој пат, остри се и реакциите на странските представници во Република Македонија, кои бараат полицијата да интервенира и да го реши проблемот со Кондово. Страшно беше што таа банда беше вооружана. Значи, оружјето што го имаше ОВК на македонска територија и после 3 акции за собирање, за разоружување и после амнестија, си остана, значи, во рацете на тие што го ракувале. Луѓето знаеа дека
15-20 луѓе, колку и да биле во Кондово, немаат можност да издржат некаков си вооружен конфликт со безбедносните сили во период постконфликтен и да предизвикаат нешто поголемо и поголема дестабилизација на земјата. Случајот Кондово не ги тангираше односите меѓу македонците и албанците, меѓутоа, иако што во јавноста се имаше обид така да се представи, мислам дека тоа беше еден обид да се предизвика политиката на премиерот Бучковски. Мислам дека тој инцидент, барем според мене, беше на некој начин поврзан со тогашниот председател Црвенковски. До овој момент информации, па дури индикации дека за случувањата во Кондово или за експлозиите пред полициските станици Битпазар, односно ракетирањето на полициска станица во Вратница, не постои, значи, нити информација, нити доказ, нити индикација дека зад тоа стојат служби на соседни држави. Изјавата на председателот Црвенковски дека надлежните институции мора да ја решат ситуацијата во Кондово за Министерството за внатрешни работи представува голема провокација. Но полицијата не реагира. За доцнетата акција на полицијата, дури кон крајот на годината, како и повлекувањето на вооружената група на красничи, како да беше дел од едно поголемо сценарио, зашто пишуваа некои странски медиуми, а беше пренесено и од домашните. Македонската држава во името на соживотот и рамковниот договор и духот на рамковниот договор влезе во преговори, суштински преговори со една селска банда. Тоа беше застрашувачки. Тоа го покажуваше реалниот капацитет на институциите. Сепак мислам дека Красничи вистински работеше за тогашниот председател Црвенковски, кој сакаше да покаже дека Бучковски не е кадарен да ги решава проблемите во Македонија. Красничи до тогаш беше анонимност, никој не го знаеше. Но сигурно немаше да остане таков да не се случеше Кондово. Човекот апсолутно мислам дека одигра улога која му ја наметна одредени политички партии во тој период и беше само маша на одредена политичка партија и се работеше, мислам, да е контролиран инцидент, односно динамиката на тие случувања таму ги водеше некој друга, не Агим Красничи и неговата група во Кондово. Трифун Костовски како кандидат за градоначалник го промовираше во едно младо, убаво момче за кое му е чест да го придружува во кампањата во средините кои се населени со албанци. И ние секоја вечер на телевизија ни парадираше Агим Красничи како еден, не знам како да кажам, еден угледен сограѓанин кој е во функција на кампањата на идниот градоначалник. Мислам, стварно дегутантни сцени си изнагледавме. Ја мислам дека тој апсолутно на крај сам виде дека беше искористен за некои други цели кои што сакаше да ги постигне одредена политичка партија. Тоа најдобро сам го осети, уште го осеќа, затоа што заврши во притвор во 2008, затоа што се стави во улога да помогне на некој, кршејќи ги законите на земјава и на крај сите го заборавија. Ваквата атмосфера, како и целата постапка за донесување на новиот закон за територијална реорганизација, ја одложија целата постапка за спроведување на локалните избори. На локалните избори за прв пат се спроведе новиот концепт на територијална распределба, за кој што имаше огромна гужва во 2004 година, референдум. Новата територијална поделба, вие знаете дека таа обврска ние ја преземавме со рамковниот договор. Требаше на некој начин да се направи некој баланс на односите во Македонија. Дали како тоа се одрази во Македонија? Министерот Сулемани вчера и денеска контактирал со представници на локалните самоуправи на Чешиново и на Облешево во правец на помагање во изнаоѓањето решенија за прашањето каде да биде општинскиот центар.
Владата ќе им препорача на Чешиновци и тие да распишат референдум, како што направи Облешево во 2004 како прва фаза во решавањето на проблемот. Знаете, во услови кога политичките партии беа ставени во позиција да мора да се договора за тоа што тоа беше еден од законите кои што произлегуваше од рамковниот договор, мислам дека направија компромис кој за тоа време беше можен. Се случи еден голем политички пазар со кој што се прекроија границите на локалната самоуправа не од функционален, не од аспект на потребите на локална самоуправа и населението, туку од аспект на политичките партии, тогашните политички партии на власт, за да може да останат на власт. И затоа мислам дека се уште ги трпиме последиците од таа да речам неефикасна или недобра територијална поделба. Дали функционираат? Функционираат. Ние гледаме дека функционира, но ако се прашуваме дали може реално да се направи подобра територијална поделба, ја мислам дека може. Наместо во предвидениот рок, кон крајот на 2004 година, изборите за градоначалници и членови на советите на општините и градот Скопје беа распишани за месец март 2005 година. Проблемот во врска со инфраструктурата се случува или се раѓа во населбата, во општината. Ако градоначалникот не ги знае тие проблеми, никош не може да ги знае подобро еден министер или еден премиер на влада. Се сеќавам на донесувањето на законот за децентрализација, со кој што требаше централната власт при почетокот на децентрализација, значи откако ќе завршат локалните избори 2005 година, да општините бидат растеретени од долговите во смисло на тоа да бидат репрограмирани од долговите со кои што се соочува општините и јавните предпријатија во општините. Граѓанинот треба да има една друга власт која што се расправа и решава еден куп на прашања околу амбиенталните прашања, околу заштита на околината и друг редици прашања, меѓутоа која што ќе ги преземе од централната власт тие да кажеме надлежности, буџети, средства и така натаму и ќе биде поблиску до граѓаните за да ги реши сите тие прашања. Ние се уште во Македонија тие елементи не се јасни дека постои два нивоа на власт, локално и централно. Ако го погледнете, локалното не учествува в вкупниот буџет на Република Македонија ниту со 2%, 2 до 3%. Значи, комплетно локалната самоуправа е занемарена. На овие избори се појавија две големи коалиции. Едната предводена од страна на СДСМ, Заедно за Македонија, и втората предводена од ВМРО ДПМНЕ, За подобра Македонија. Локалните избори во 2005 година беа првата победа на реформираното ВМРО ДПМНЕ и практично од тогаш на сите наредни избори ние победуваме и тоа прилично убедливо. Во албанскиот политички блок, коалиција беше воспоставена само помеѓу ДПА и ПДП. ДУИ одлучи да оди сама на изборите. Изборите 2005 година беа многу значени за Република Македонија. Веќе тогаш започна децентрализацијата во Република Македонија. Имено тоа беа првите локални избори во новата децентрализација. И морам да кажам дека во тоа време тоа звучеше како еден вид на добра компензација за сите аспирации за разни модели на поделба на, да кажеме, локалната власт, односно власта во државата. Наинтересна беше политичката битка за градоначалник на Скопје. СДСМ ја поддржа кандидатурата на дотогашниот градоначалник Ристо Пенов. ДУИ излезе со свој кандидат. Истото го стори и коалицијата на ДПА и ПДП. Од своја страна, ВМРО ДПМНЕ и неговите коалициски партнери, по долго премислување и внатрешно политички несогласувања, одлучија да не излегуваат со свој кандидат. Тие ја поддржаа кандидатурата на независниот кандидат Трифун Костовски. Димензијата моја јас ја идентификувам со тоа што успехот јас го доложам преди се на оваа земја. Овдека сум се родил, тука сум се школувал, тука сум научил да работам, тука сум ги понел тие мои работни навики во кои што сум успел во еден запад. И сакам тоа да го вратам овдека изворно. Како може човек да се оложи на сопствената земја, тоа е тоа прво што јас можам да направам за мојата земја. Не земјата што може да направи за мене.
За мене доволно направил. Сега јас што можам да направам? При така би го формулирала и мојот во моментот 2005 година на локалните избори, мојот настап за независен кандидат за градоначалник на град Скопје. Ние долго се колебавме околу тоа дали да се подржи веќе објавената кандидатура на Трифун Костовски. Тој побара подршка од нас, преходно обезбеди подршка од сите други помали опозициони партии и остана ВМРО ДПМН. Ако се сеќавате, ние до последен момент се колебавме. И некаде последните денови, ден-два пред завршувањето на рокот за истакнување на кандидати, по долги анализи, дискусии внатре во партијата, оценивме дека треба да го подржиме. Јас сакав да дадам една нова димензија како треба се управува со градот Скопје и како тој треба да се движи по едни нормални, да не кажам, патеки. Зад кандидатурата на Костовски застанаа и политичките партии ВМРО Народна партија и Демократската алтернатива. Трифун Костовски немаше програма тогаш. Тој победи на бранот на незадоволството од законот за територијална поделба во Македонија, со кој во Македонија се прекроија границите на општините и тоа предизвика големо незадоволство кај гласачите македонци. Имаше една трифуноманија во градот. Значи, каде и да влезевте, зборува дека Трифун треба да биде градоначалник, од такси во продавница, на улица, во парк или било каде да се појавите во трговски центар и така натаму, сите беа за Трифун. Граѓаните, мојата работа, дури во моментите кога гласаа за Трифун Костовски, и 65% од нив ја оценуваа како добра, многу добра или одлична. Што е извонредно позитивен одговор на мојата работа, меѓутоа тие побараа друг да го води градот и тоа беше пресудното. И имаше јавното мислење, правеше еден голем притисок на ВМРО дека треба да се подржи за да не се случи повторно да победи Ристо Пенов. Иако морам да признам беше многу популарен и по сите анкети и рейтинзи беше далеку пред мене. И граѓаните го посакуваа за победник. Тој имаше добар рейтинг во тој период, затоа што преходно важеше за човек што многу помага, човек што успел во својот бизнис. И луѓето веруваа дека ако успел во својот бизнис, тој ќе успее и да направи добро и за градот. Значи, ако знаел да направи добро за себе, дека ќе знае да направи добро и за градот, се покажа дека не е така. Градот Скопје е во една лимбо ситуација. Значи, говориме условно лимбо, ако градоначалникот и од спротивниот политички табор, градот Скопје осуден буквално да животари. Ако е случајно со власта, тогаш тој може да добија поголем дел од средствата, да не кажам, од буџетските средства на Републиката, на владата на Република Македонија. Трифун Костовски беше тројанскиот конј, која прифати улогата на тројански конј, за да го донесе ВМРО ДПМН на власт и потоа тие го шутнаа. Членовите на советите на општините и на градот Скопје се избираа согласно пропорционалниот изборен модел. Гласањето за овие места заврши уште на денот на изборите. Прегласување имаше на некои избирачки места. Изборите за градоначалници поминаа во доста тензична атмосфера. Најголемиот број од кандидатите не го добија потребното мнозинство во првиот круг. Гласањето во вториот круг беше пропратено со голем број нерегуларности, посебно во Западна Македонија. Се повеќе живееме во една атмосфера која што ни од блиску не доликува на скандинавски избори, како што ни ветуваше нашиот премиер. И што е најскандалозно, најчесто во таа атмосфера се вмешани луѓе кои што се од власта. Реакција имаше и од седиштето на НАТО, од каде што искажаа разочараност. ОПСЕ за овие избори укажа на голем број нерегуларности, иако даде изјава дека тие беа во согласност со меѓународните стандарди. Па да ви кажам, убеден сум, ако народот ја свати пораката, граѓаните ја сватат пораката, масовно излезат на гласање, неќе има можност за нефер и демократски нефер избор. А доколку излезат масовно, тука апсолутно. Мислам, просторот е многу стеснет за да може да има нефер
ситуација. Откако Пенов ја напушти изборната трка пред вториот круг, победата на независниот кандидат Костовски беше обезбедена. Како градоначалник, секако таа функција обавував 4 години, меѓутоа ниту има претходно искуство да го водам градот, така да некои работи сами по себе веќе се отвара како нови видици, нови хоризонти во поглед тоа што на Скопје му треба. Кога заврши првиот круг на избори, имав средба со еден амбасадор кој што беше пред заминување, амбасадор на една многу значајна држава и особено за нас Македонија, но и една од најмокните држави во светот. И тој ме повика да се видиме, требаше наскоро да се замине. Седнавме на едно место, во еден кафе-бар, така во еден слободен разговор и неговата прва реченица беше ти честитам. Јас мислев дека ми честита за победата на изборите. И се заблагодарив. Но тој некако не се доискаше и продолжи, вели ти честитам што му е уништи политичката кариера на Трифун Костовски. Викам, а зошто? Мислите дека му е уништив? Па затоа што вели да не победеше сега со ваша помош, веројатно ќе беше наредниот председател на Република Македонија, а сега откако вие му помогнавте да победи на овие избори, ќе се види дека тој нема таков капацитет за таква работа и нема никогаш во животот да добие шанса од граѓаните за таква работа. Избирачите добиваат 2 гласачки ливчиња, едното за членовите на Советот, а другото за градоначалник на општината. Покрај тоа добиваат и 2 дополнителни ливчиња, едното за градоначалник на Скопје, а другото за членови на Советот на град Скопје. Гласањето тече во ред, отворено е местото во 07 часот Бајле. До сега нема инциденти. Све е во ред. Според анкета на граѓанската организација МОСТ, која ги наблюдуваше изборите, Коалицијата за Македонија заедно доби 36 градоначалнички места, а Коалицијата за подобра Македонија 28 градоначалнички места, од кои 7 за независни кандидати, поддржани од оваа коалиција. При тоа, освојувајќи го градот Скопје, најголемиот дел од скопските општини, како и голем дел од значајните регионални центри. Тие избори беа карактеристични што ВМРО ДПМН, освен што преку Трифун Костовски оствари победа на ниво на град Скопје, ги доби речиси сите општини во Скопје. Освен една, победивме во сите општини во Скопје, каде што живее доминантно македонско население. Победивме и во другите поголеми градови, како што е Битола, Прилеп. Победивме во поголем број места, Радовиш и така натаму и беше јасно дека победата е на ВМРО ДПМН на тие избори. И тоа, како што кажав, беше првата наша победа откако ВМРО ДПМН ја доживеа реформата. ВМРО Народна партија освои 3 градоначалнички места. 2 градоначалнички места и припаднаа на коалицијата ДПА-ПДП. Додека владеачката ДУИ успеа да ги освои градоначалничките места во најголемиот дел општини со мнозинско албанско население, вкупно 15. Завршија локалните избори, јас станав градоначалник на општина Газива и тогаш исто така Трифун Костовски стана градоначалник на градот Скопје. За жал, подготовката за децентрализацијата беше многу недобро организирана. Имено, иако завршија локалните избори, се уште вработените од оние подрачни единици кои што делимично или целосно требаше да преминат во локалната самоуправа, се уште не знаат кој од нив ќе преминат и кога ќе преминат. Мислам дека проблемот не е толку ниту луѓето кои што го презимат мандатот да бидат градоначалници или советници. Немаме ни премногу лош закон, мислам дека имаме солиден закон, туку имаме еден несоодветен третман од страна на централната власт према локалната власт. За градот Скопје е најскапа локална самоуправа што постои во Република Македонија. Имате 10 општини, имате 10 администрации, имате 10 градоначалници, односно 11, имате 11 совети или на општини или на град Скопје, кои што се дебело платени и апсолутно тоа се големи трошкови за град Скопје. Она што исто така карактеристично е тоа што добар дел од долговите или најголемиот дел од долговите воопшто не беа репрограмирани. Особено беше тоа чувствително во делот на образованието,
бидејќи училиштата беа задолжени кај приватните превозници за превоз на ученици и кај дистрибутерите на топлинска енергија, бидејќи државата години наназад не ги имаше плаќано долговите. Веднаш по завршувањето на изборите, владата на премиерот Бучковски во процедура го пушти законот за употребата на символите на заедниците. Согласно Охридскиот рамковен договор, неопходно беше во Република Македонија законски да се дефинира употребата на символите на етничките заедници. Македонија е држава со прилично уникатни решенија во поглед воопшто на третманот на малцинствата и оттаму малку е нецелисходно да се говори за компаративни искуства, бидејќи ако се потпреме на компаративните искуства, нашиот систем би требало да колабира до сега. Значи, во нашиот правен систем, како резултат на еден политички процес, вградени се решенија кои што воглавном ги нема во ниту едно законодавство во светот. Овој закон предизвика бурна расправа, како во собранието, така и во јавноста. Расправата не беше околу прашањето дали етничките заедници имаат право да ги употребуваат своите символи, туку кој символ ќе ја представува албанската заедница во Република Македонија. Албанскиот политички блок излезе со единствен став, дека нивен символ е знамето, кое во исто време е и државно знаме на Република Албанија, представувајќи го тоа знаме не како државно, туку како етничко. Основна работа во меѓународното право е дека државните символи и нивната употреба на територија на друга држава означуваат меѓу другото проширување на суверенитетот или повик за проширување на суверенитетот. Меѓутоа, и како такви би требало да создаваат проблеми. Mendoj se miratimi i një ligji me të cilin do të rregullohej përdorimi zyrtar i simboleve kombëtare krijon parakushtet optimale të një respekti të ndërsjellshëm mes të dy komuniteteve më të mëdha në Republikën e Maqedonisë. Është e vërtetë se shqiptarët historikisht në këto territore kanë pas problem në përdorimin e lirë të simbolit të tyre kombëtar dhe kjo ka qenë një shenjë e krijimit apo të prodhimit të reaksionit edhe të raporteve të këqija ndëretnike mes popullatës shqiptare dhe popullatës maqedone. Kështu që miratimi i një ligji për përdorim të simboleve kombëtare në Republikën e Maqedonisë dhe në këtë drejtim të simbolit kombëtar shqiptar ndikon drejt për drejt në relaksimin e raporteve dhe në marrëdhëniet shumë të mira ndëretnike mes komuniteteve. Respekti ndërsjell gjithmonë është mirëqenie, është krijimi një perspektive të mirë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Веројатно, како резултат на еден политички компромис кој што не мора да е најздрав, најправилен, теоретски најдобро поставен, е дојдено до ова решение и како такво го имаме. Значи, не можеме да се потпреме на туѓите искуства за да кажеме дали баш треба или требаше да произведе позитивни резултати. Sa i përket miratimit të ligjit, mendoj se ka ndikuar shumë pozitivisht në relaksimin e raporteve ndëretnike, ndërsa sa i përket përdorimit të simboleve kombëtare në shtete tjera, mendoj se Maqedonia është shtet i veçantë, ka specifikat e veta dhe gjithmonë zgjidhjet përbëhen në përputhje me specifikat që ka një shtet, me atë që është edhe përbërja etnike në Maqedoni. Mendoj se kjo është një standard i mirë për gjithë qytetarët, është një shembull i mirë për shumë shtete multietnike dhe multikonfesionale. Животот во Македонија продолжи понатаму. Чаша мед помешана со чаша пелин.
На 10. јули, проектот на Театарот за деца и младинци од Скопје Македонска приказна ја освои највисоката награда – Гран При на Интернационалниот фестивал на театри за деца, што се одржа во Котор. Ова беше втор Гран При што на ваков голем театарски фестивал го добива Македонска приказна, победувајќи проекти од земји кои имаат сериозни продукции во нивните театри за деца. Македонска приказна е проект што во Театарот за деца го постави куклениот мајстор Боњо Лунгов од Бугарија, а во неа глумат, пеат, удираат на тапани и изведуваат анимации петмина актери – Тања Кочовска, Катарина Илиевска, Владимир Лазовски, Олгица Христовска и Предраг Павловски. Сценографијата е на Љубомир Чадиковски. Паралелно со сите овие настани, во фокусот на јавноста беше и одлуката на јавното обвинителство на Хашкиот трибунал да покрене обвиненија против поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски и против Јохан Тарчуловски, поранешен шеф на обезбедувањето на председателот Борис Трајковски. Двајцата обвинети од страна на Хашкото обвинителство се товареа за злосторства против цивилни лица, извршени за време на операцијата на македонските безбедносни сили во село Љуботен во текот на 2001 година. Судскиот спор, односно случајот судењето кое се водеше пред Хашкиот трибунал, несомнено е тешко да биде оценувано од аспект на неговата основаност со оглед на фактот што сепак се работи за меѓународен трибунал и Република Македонија како сериозна држава ги прифаќа сите институции на меѓународното право, вклучително и овој трибунал. Ние можеме да имаме едно или друго размислување за тој суд, меѓутоа тој суд беше формиран од Обединетите нации и тој имаше право да постапува по тие предмети. Меѓутоа, кога станува збор за овој конкретен случај, сепак ќе остане чувството дека во Хаг се судеше само на многу мал број на луѓе, односно само на двајца осомничени или обвинети како сакате, а потоа се донесе пресуда секако во процедура која одговара на трибуналот. Меѓутоа и двајцата беа представници на институциите, односно представници на безбедносните сили на Република Македонија. Во Македонија јавноста беше поделена и таа поделба мислам дека беше повеќе етничка. Например, етничките македонци сметаат дека тие судски процеси се неправедни, а од друга страна албанците веруваат дека тие луѓе што се таму во Хаг треба да им се суди. Испорачувањето на овие две лица на Хашкиот трибунал предизвика реакции во Македонија, бидејќи Хашкото јавно обвинителство се немаше изјаснето за случаите со мавровските работници и Браната Липково. Инаку, што се однесува до основаноста, сметам дека е неблагодарно да се коментира основаноста на било кој судски случај, со оглед на тоа што трибуналот одлучи дека треба да постапува и може да постапува согласно нивниот статут, согласно правилата за работа на овој суд и тие постапуваа по случајот. Би можел секој од нас повеќе субјективно да ги коментира одлуките, доказите, чувството на основаност или неоснованост, но тоа е сосема друго прашање. Јас можам да го кажам, моето лично чувство се разбира кога човек ќе се сети како започна целата таа постапка од самото приведување на тогаш осомничените, односот на државните институции во тој период. Верувам ќе се сетите дека еден од тогаш приведените Јохан Тарчуловски беше буквално киднапиран од улица, не му беа овозможени нити оние елементарни права да го контактира семејството, да добие право на бранител. Кон крајот на годинава, внатрешен потрес во СДСМ. Долгогодишниот виден член на оваа партија и кандидат за председател на Македонија во текот на изборите 2000 година, Тито Петковски, поднесен е од повиклива оставка на сите функции во партијата. Политичкиот став се гради и политичкиот став може да се промени. Јас реков во моментот кога се прави преиспитување на еден политички став, она што е по-продуктивно, подобро за партијата, може политичкиот став да се промени. Истовремено, со оставката, Петковски најави формирање на нова партија. Раководството на СДСМ ја прифати оваа оставка, ставајќи ја во контекст на личните амбиции на Петковски.
Мислам дека сите председатели на партијата токму сакајќи партијата да диши онака како што тие сметат, се залагат за внатрешно партиско единство. Меѓутоа тоа не се подразбира како внатрешно партиска демократија. Уште од 2005 Брисел, значи седиштето на Европска Унија, во неколку наврати и на Бучковски, и на Шекеринска, и на Илинка Митревска, им праќа јасни, недвосмислени пораки дека нивната партија не може прво да се носи рамноправно на политичкиот пазар на изборите со никаков рейтинг, односно со политика која не произведува резултати кои се препознатливи па за гласачите. Олигарсите кои ги создаде СДСМ на почетокот на 90-тите во 2005 веќе се доволно богати, доволно самостојни, дебели, нивните деца школувани на добри универзитети и не смета дека му должат нешто на Црвенковски за својата кариера и доаѓа до таа катарза од внатре. Таа катарза од внатре имаше најлоша можна завршница. А тоа пречистување не се случи, значи се исчисти вториот, третиот ешалон на партијата, отидоа Фрчковски, отидоа Јане Милјовски, отидоа ред други, но остана врвот. За разлика од овие потреси во СДСМ во првата половина на оваа година, на страната на десницата дојде до обединување. Старите кадри на ВМРО ДПМНЕ одлучија да се вратат кон својата матична партија. Борис Мејковски, поранешен генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ, и Доста Димовска, во знак, како што изјавија на пресконференција на христијанско помирување, влегоа во коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Се приклони и пратеникот Маријан Ѓорчев, кој заедно со уште 4 други пратеници од редовите на ВМРО Народна, на поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, ја напуштија пратеничката група на оваа партија. Кон средината на септември, посредникот Нимиц излезе со предлог од 13 точки за начинот на надминувањето на недоразбирањата помеѓу Република Македонија и незиниот јужен сосед. Главниот предлог на посредникот Нимиц беше употребата на тројна формула за уставното име на државата. 2005 година Нимиц даде еден предлог кој што имаше некаква тројна формула, значи 3 варијанти на име. Имаше исклучително сомнителна понуда во делот на јазик и националност. Република Македонија имаше ретка можност со прочуениот предлог од 13 точки на посредникот Метју Нимиц, кој беше практично симбиоза на дотогашните размислувања на двете страни на разговорите. Јас бев повикан како председател на најголемата опозициона партија во парламентот. Таму беа Бранко Црвенковски и уште Бучковски и уште неколку политички актери. Од мене беше побарано да дадам подршка. Веруваа дека Грција нема да го подржи и дека тоа би била некаква предност во меѓународните контакти за нас. Меѓутоа, јас им кажав дека не можеме да влеземе во таков ризик, да очекуваме дека Грција нема да го подржи. Туку треба да кажеме принципијално дали е тоа добро за нас или не е добро за нас. Проценка на ВМРО ДПМНЕ беше дека тоа не е добро, таквиот предлог за Република Македонија, и рековме не треба да си играме играчки, додеме на блефови, затоа што блефот од 10 пати еднаш нема да успее. Имајќи ги во предвид сите овие факти, флексибилности и така натаму, ова е вистински момент за ова. Ја повикувам оваа влада во најбрз можен рок да организира референдум за зачувување на уставното име на Република Македонија. Тој референдум ќе го поддржиме сите ние, сите опозициони партии, самата власт и самата опозиција, без да го делиме народот, и тоа е гаранција дека тој референдум ќе биде успешен. И тоа е нов момент потоа во натамошните разговори околу уставното име на Република Македонија. Една работа да се разбереме, а ние постојано тука грешиме. Посредникот нема улога да ни дава предлози. Неговата задача е врз основа на кажаното, на разговорите, а не на преговорите, ние не преговараме,
разговараме, врз основа на кажаното на разговорите, да состави нешто што му личи на компромисен предлог и да го стави на маса на разговорите, за да учесниците на тие разговори кажат колку тоа е прифатливо или не. Во меѓувреме додека траеше таа расправа, Грција го одби. Подоцна рекоа, ајде сега, бидејќи Грција го одби, ние да кажеме дека не е прифатлив. Јас им реков дека тоа исто така не е добро. Значи не е само причината дали Грција ќе го прифати или нема да го прифати, имаше и втора причина, а тоа беше нарушување на нашите преговарачки позиции. Доколку ние во тој момент прифатевме такво нешто, кое што веќе Грција го беше отфрлила, наредните преговори ќе почнеа од таму, од тоа што сме го прифатиле, па кон полошо. На 18 октомври во Скопје беше објавен извештајот на Transparency International на светската листа на корупција. Земјата го достигна, се чини, највисокото ниво на корупција, вклучувајќи и првата половина на 2006 година, период во кој што и според меѓународната организација Transparency International, Македонија се најде во најдолниот дел на табелата во својата историја. Македонија се најде на 103-то место од 159 држави и беше меѓу државите Свазиленд и Гамбија на оваа листа, што покажуваше дека земјата има многу сериозен проблем со корупцијата. Македонија го допре совсеното дно, значи дојде на 105-то место. За споредба ќе кажам дека сега сме веќе на 62-то, работиме да биде и подобро тоа. И бевме во група на земји од Африка кои што дори не ги познававме, до толку некои земји кои што се навистина цивилизацијски назад. Индексот на перцепција на корупцијата во Македонија годинава е 2,7%, колку што бил и лани. Што беше многу лошо за имиџот на државата, но и беше реално осликување на состојбите во државата. На 21 декември на ЛТУ арената во Диселдорф се одржа фудбалскиот надпревар Мечот против сиромаштијата, кој го организираа Роналдо и Зинедин Зидан. На овој трет од ваков тип надпревари, македонскиот репрезентативец Артим Шакири ја имаше таа чест да настапи во тимот на Зидан. Надпреварот го проследија 48.783 гледачи, а повеќе од 30 телевизиски станици ширум светот вршеа директен пренос од истиот.